20-та емисија на Политиканти.мк со мене Сашо Орденовски. И со мене Боријан Јовановски. Па честито еве јубилеј 20. Мал јубилеј ова, Боријан. Меѓутоа за 20 емисии имаме некаква барем снимка околу тоа што сакаат да слушаат нашиве слушатели, зашто има интерес, зашто нема интерес. Гледам дека има варијации, морам да ти кажам. Па добро се, јас барем уште опипувам, не знам, поема немам, не можам да сватам логиката што е послушано, што не знам. Ќе видиме тоа, на тоа работиме. Така е, бидејќи оди на 4-5 различни платформи, треба да измериме всушност и кој, каде, како, во кои часови, што публика и така натаму. Добро, нема врска. Одиме понатаму, денеска рековме дека ќе почнеме сепак малку со избориве во Турција, бидејќи еве туку што ги објавија некакви, иако не се до крај официјални резултати. Види, оценети се како најзначени избори за оваа 23-та година во Европа сигурно. А може и пошироко, така што ова се следи и треба да се следи со големо внимание, бидејќи не е sejedno баш кој ќе победи, тоа се сосема два различни правци во кои ќе се определи Турција во некој подолг период понатаму. И кој што читав, и тоа е добра теза, прашање е да се биде или не, уствари да се биде на линијата на Ататурк или дефинитивно да се прекине со неа како што тргнало. И интересно е, коинциденција е што паѓа во на 100 годишнината од востанувањето на секуларната демократска држава која ја поставува Ататурк. И сега ова е стварно за турците, не знам како да ти кажам, беше една анкета, ја гледав, млад човек го прашува добро, што ако победи Ердоган? Ништо, тогаш вика ќе тагуваме премногу. Това беше... Добра, ама сега веќе знаеме најголем дел од резултатите. Иако морам да признам дека кога ние ова го снимаме, не успеав да ги видам баш во последниот еден саат што викаат резултатите вон Турција, бидејќи турците имаат негде меѓу 3 и 4 милиони гласачи кои што не се во Турција, тоа се главно низ Европа па и на другите континенти. Тие носат негде 0,8 до 1% разлика нивните гласови, а бидејќи е многу тесна сегашнава моментнава разлика помеѓу двајцата прво да кажем освоени, нели лидерот на опозицијата и самиот Ердоган, можно е дури да се случи ова кога ќе се слуша нешто од тие гласови. Обично Ердоган ги добива според искуствата од претходните избори со 60% тие гласови вон Турција. Но од она што читам на Балканот многу занимливо, практично ги загубил сегдека изборите Ердоган, освен во Босна и Херцеговина и Косово. Во Македонија ги загубил, Србија ги загубил, Грција, Бугарија и така натаму, што е еден занимлив податок. Второ, сепак Боријан се покажа дека продолжува овој тренд кој трае веќе со години, тоа кај нас во социологијата веќе се проучува на еден занимлив начин, како може да се така погрешни истражувањата на јавното мнение. Тоа почна негде као Трамп уште од првите таму избори, затоа што беше според најголемиот број на истражувања на јавно мнение во Турција, лидерот на опозицијата беше во прилично водство од 3, 4, 5, 6 и така натаму процентни. За сега да се испостави прво дека на парламентарните избори тие загубија опозицијата прилично катастрофално, бидејќи АКП на Ердоган освои најголем дел од она што и беше план да освои, ќе биде во многу големо владеачко мнозинство. А на крајот од криштата излегува дека Ердоган победува и во директниот председателски судир, иако се тесни резултатите, тие не се така тесни. Туку третиот кандидат, кој што е представник на една исклучително радикална националистичка опција во Турција, тој има освоено 4-5-6%. И затоа и мислам дека во вториот круг практично мислам дека Ердоган ќе има релативно лесна работа, бидејќи тие радикални националистички гласови нема каде да отидат освен кај Ердоган, со оглед на тоа што е уште еден неверојатен податок, излезноста во Турција меѓу 88 и 90%, замисли. Тоа значи таква една голема мотивираност. Тоа е поларизацијата, тоа сакам да кажам. Се од тоа следува поларизација. Таму е стварно сосема поделено, види се, еве опозицијата убедливо на пример победи во Истанбул
Измир и Анкара, односно во Најголемите главните урбани, центри. Курдите исто гласаат за опозицијата во голем број. За Ердоган гласа во главном северна и ова централна Натрешноста на Турција, кој ќе се види. Сега да кажам, ова е една опасна поларизација меѓу ова една конзервативна струја која е за ја прифаќа таа ревизионистичка исламистичка, националистичка и така. На османлиските, славата од Османлиското царство, исламот се разбира тука, религијата и така натаму. И една друга која е апсолутно има потреба да ги присвои западните вредности, која е во урбаните центри, сосема логично. И само уште ова види, многу добар податок е, например, ова што победуваат во турците односно прозападната, модерната опција, победува во Белгија, например, победува во некои други европски земји. Сега да кажам, таа популација таму исто така, барем оваа втора генерација се еманципира и се интегрира во рамките на тие западни вредности. Тоа не се веќе овие први генерации кои доаѓаат од целата од Турција и се лести за манипулација во таа смисла. Тука тој тренд е забележлив. Имам еден добар пријател турчин кој што ги следи баш онака што се вели интензивно сите настани во Турција, особено кога се избори во прашање. Тој ми вели две работи. Прво, дел од неочекуваната, да кажем, опаѓање на поддршката за лидерот на опозицијата е и во фактот што во последната недела практично курдските партии го поддржаа неговата кандидатура, што кај еден дел од неопределени турски гласачи кои што размислуваат како да гласаат, веројатно негативно се одразило. И второ, тој ми вели кога се следат, бидејќи тој не ги следи само официјалните гласила во Турција, овие големи медиуми, каде што има се на 1-2 кои што не се подерил. Ердоган ја владее медиумската сцена во Турција, како и сите пристојни автократи, прилично комплетно. Тој вели дека сепак имало многу полнење на кутии. Сега тоа е добро. Кој губи има право да се лути, него и така натаму. Меѓутоа во толкава земја со толку, сепак не е Турција колевка на демократијата. Предпоставам дека нешто од, особено во дел на централна Турција, значи вон поголемите урбани средини, како и кај нас, впрочем, таму нема баш многу што можат да се спротивстават кога ќе дојдат, да кажам, тие моменти на полнење на кутии гласачки. За оваа поларизација, тие опасни тензии по мене чувствувам и од Србија, што, знаеш, дека тоа има големо влијание врз нас, доколку се случи, а гледам тоа е стварно, тоа е едно неподносливо ниво, се во најава тој голем митинг на 23 или 29 мај, се не ме држи за збор, контрамитинг, односно на Вучич, и тоа му се загрева ситуацијата стварно неподносливо. Прв гледам во Македонија, Српската партија организира автобуси за одење на тој митинг. Ја стварно не знам, мислам, се поминуваат сите граници на пристојност. Мислам, тој вид на едно отворено поддржување на која било страна со организирање автобуси и така натаму, ми се чини како непристојно во соседна земја. Тоа се разбира дека секој има право. Тоа и дома е непристојно да го правиш, мислам, луѓето да ги третираш како, мислам, секој има право кој кај сака да оди и да на кој било митинг, меѓутоа кога тоа официјално се прави со објави, со ширете, со поддржање, мислам, тоа стварно делува крајно непристојно. Инаку, Борјан, за самата оваа поделба и така, мислам, седно е дури која опција би победила кога се државите така како со нож поделени. Од еве да речеме дека и демократската страна во Турција би победила наспроти исламистиве и конзервативциве на Ердоган. Тоа не го решава проблемот на поделено општество. Тоа е стварно да кажам, тоа е културолошки веќе проблем, не е тоа. Таму тој ги надминува рамките на политичкиот и излегува од контрола на механизми и институции кои би можеле да решаваат политички проблем на тој начин и во таа смисла. Ова е сега длабока културолошка проблематика. Се создаваат два различните идентитета во еден народ. Па добро, ако смеам да забележам, тоа прилично ми се чини слично како и во Македонија.
Бидејќи овдека има разноразни лудаци кои што пропагираат одмазди кон северњаците, како ги кажат северџаните, па тоа е една будала има од овие од некој од телевизија, кој беше тој некој таму кој што онака баш со закани, со што да ти кажам, кога ќе се прочитаат нашиве медиуми, тие што ги читаат и што ги гледаат, што ги следат, ја морам да признам дека прилично дигнав рација тоа поодамна. Не сум секојдневен следач на телевизиско, електронски и други медиуми, меѓутоа гледам дека и овдека јавноста прилично поделена, значи и тоа поделена без ничија земја, како да кажам, или си за или не си за. По таа истата линија на јака, се појака по мене конзервативна религиозна опција, гледаме на колку е масовно луѓе кои поминуваат покрај црква, што застануваат или ако се брзаат во брзање, се прекрстуваат пред црква. Тоа е во сите верски некакви правила и така натаму, тоа нема врска, тоа е на ниво на едно суеверие. Ма сега ти кажам, тоа е изворена илустрација на таа една група и имаш оваа другава која е урбана, која е модерна, која е проевропска, која има потреба да излезе од рамките на кожурката, како ти кажам. Ми вели еден министер од актуелна влада, вели пред Петар да ја отвори телевизијата, тој е Петар Владикава, овој Проченијав што се прослави, пред да отвори телевизија во верскава, вика 3 месеци пред тоа беше владика од Русија, со амбасадорот руски во Битола, се сликале едно, друго, трето и отвора телевизија. Сакам да ти кажам дека, знаеш како, кога се демократи или да речеме по-демократски линии на власт, струи и така натаму, си дозволуваат работи кои кога би биле автократи и апсолутисти на власт, нема шанса за така нешто. Тоа не би И тоа е можеби разликата. Но нишио е. Нишио замисли да дојде овдека владика руски, да отвара руска телевизија и Петар уште да дава изјави, кој ќе од кај ми се парите, нема што вие ме да запарите. Што ви рекол Бјалков, го решам на свој начин. При тоа има агенција за медиумски овие, кажи ги, дели радиодифузија. Нема потреба. Тоа треба да се види што е, како нема. Види, таков гест, морам да ти кажам, направија во оваа власт и ми изненади. Во случај со Ковачев, европскиот пратеник. Да. Така тоа види сега. Тука стварно нема, мислам, се крши принцип. Инцидент е, апсолутно инцидент е, по сите основи владата ќе претрпи критики, тоа ќе мора биде споменато. Гледам и Вархеј дал изјава, иако на некои во Брисел им е јасно дека тој Ковачевски не треба да доаѓа, бидејќи неговата намера е најпровокаторска, ништо друго нема намера да прави, сем тоа е прочитана работа, па уште сега нешто се мести заедно со нова мандатарка со која во Брисел беа блиски, да веројатно си освои некоја позиција. Со среќа дека му е, ако тој се убаво демократски. Таму тоа е една линија, инаку можам да ти кажам, во едно го има тоа вака запамтено, како комесарска цел говор држи Европа, и на крај јас никогаш нема да заборавам дека сум българка. Кој сега тоа да треба да импресионира некој. Или дека некој па треба да заборави. Да, тоа и сега ово истиот, он сега нешто треба таму да освои некоја позиција и по мене вака од срце ако зборуваме, мене ми се наполни срцето што го врати, како да кажам. Па, искрено да бидам, не сум сигурен ја што би рекол за таа работа. Мислам, тоа се во принцип провокации, провокатори, некои од нив се, може би не тој, ама еден, двајца, другите се баш онака професионални провокатори. Меѓутоа, знаеш како, Борјан, мора да постои друг начин на кој што едно општество, една култура, намерно не велам држава, знае да одоле и да се одбрани од такви работи, а без да посега по тој тип на радикални затварања. Ја само се надоврзав на ова дека СДС као левичери искористија оваа конзервативнава десничарска. Па тоа, знаеш како во поделени општества, кога имаш демократни власт, како да речеме во Соединетите Американски држави, сепак се шансите за демократијата далеко поголеми, иако е општеството поделено, иако во Соединетите Американски држави практично нема разговор меѓу двата рова. Да. Добро, Трамп сепак не е во тоа големо
да кажам, политичката негова поддршка сепак не е мнозинска, напротив, таа е во Републиканската партија, но сакам да кажам, тој да е на власт или кога е автократна власт, Србија, да не ја спомнувам, Русија и така, таму веќе не е ни автократија, таму е чиста диктатура во прашање сега со војнава, тоа веќе нема ни толерирање, никаква маргина нема за толеранција. Епа, за тоа станува збор, маргините за толеранција се поинакви кога се демократи на власт, бидејќи дури и кога нешто не им се допаѓа или кога не би се согласили и така натаму, тоа сепак нема да си го дозволат да го направат како што тоа овие недемократи. Таа тензијата, ги спомнава Америка, тензиите постојат, тоа е стварно огромен јас меѓу тие два света, исто конзервативен и овој демократски, ама сашто таму имаш многу институции кои се многу над политиката. Ме разбираш, просто ти не можеш тоа, не оди така, знаеш. Борјан, ти не можеш да доеш на власт и тие институции како што Трамп не успеа. Да, всушност и успеа. Затоа малку се кочам, инаку веднаш би се согласил со тебе, бидејќи во демократиите се разбира дека институциите се над партиите. Меѓутоа, знаеш како, останаа спратовите во Стейт департмент Трамп кога дојде на власт. Се избрка искусните, ја говорам за ова што нас не тангираше. Ние практично имавме вакуум институционален од американска страна, ама тоа не е еден двајца. Онака дронови во десетици, стотици, да останеш уште еден мандат, тоа ќе беше сериозен удар. Пази, во една Америка каде што институциите се сепак светиња. Тоа е разликата меѓу демократите и недемократите, што функционираат институциите, дури кога имаш и будали на политички функции на власт и така натаму. Тоа е убавината на демократијата, тоа е целата приказка на демократијата. И тоа е она што веќе мислам дека и таа точка на која што не мислевме дека треба да се навраќаме е надмината. И ти ги гледаш овие поделени општества, Франција поделена, па тоа да не зборувам за Британија, да не зборувам за Италија. Во Германија се уште се одржува некаков, би рекол, покоректен, поконсензуален, да кажем, некаков однос помеѓу опозицијата и власта. Меѓутоа, во принцип, политичките собитија низ цел свет, да не зборам за Индија, да не зборам за земји, само во Кина нема. Добро, ја сепак се служувам само со тебе во делот на Франција, бидејќи таму е на тој друг Макрон го мраза. Не е ни конзервативци, туку тоа е сериозна веќе тоа е на ивица на фашизам се тие тенденции политички. Атавистички кон Макрон има, како да ти кажам, примордиални чувства во еден дел од француската јавност. Би го задавиле да може. Тоа никогаш не било така освен од времењето на француска револуција. Сега ако треба до Д'Антонио и Робеспиер да се враќаме, далеко стигнавме. И во Англија исто мислам дека сепак се менаџира тоа. Пак ќе ти кажам, за нас ова што го говоревме, се вратиме почетокот, овие работи се опасни, мислам, по стабилноста на државата се опасни овој тип на поларизација. Да. Па затоа што види, ги гледам и да речеме јас и ти имаме критички став за Бехтел и Енка целата работа како се изведе. Се надевам дека уште го имаме. Тоа е непристојно. Сега видиш, кога ќе ги видиш гласилата, особено ова опозицијата што го прави, тоа не е само осуда на непристојност, се разбира, таму има разноразни аспекти, него извираат повторно, како да кажам, некакви атавистички, знаеш, до тоа да лидерот на опозицијата вели сите ќе ве апси. Се враќаме во тие. Некој некого свеќе апси, некој се му се заканува. Тоа е неартикулиран крик. Тоа така се дефинира. Тоа е неартикулирано. Тоа нема смисла. Да, инаку има куп поенти каде што опозицијата многу имаше куп вака пенали за пукање за една фина конструктивна оваква критика која апсолутно ќе беше прифатлива. Ова е, не знам, некоја агресивност која не можам да разберам зошто е потребата од неа. И потоа таа агресивност се пренесува, дури ние мислам дека веќе ни границите не успеваме да ги видиме, се пренесува на најзначајните национални државни прашања, како што интеграцијата во Европска унија. Значи, таму повеќе не постои капацитет во опозицијата да се види важноста на тој чекор, туку се тргнува со еден нихилизам кон се по цена штап
пие кафана. На крајот, ако треба, ќе го изгасиме светлото, нема да постои ништо, ама не ви попуштаме нова и така натаму. Мислам, за нешто за што инаку сите се согласуваат во некакви нормални услови, кога беа малку по нормални времењава околу промената уставот, дека никој нема суштински проблем со тоа. Меѓутоа, бидејќи сме влезени во една, како да кажам, се или ништо до крај игра, и тоа станува веќе не станува политика, туку станува нешто што е навистина онака балканска кафеана во три сабајле. Станува потенцијал за граѓанска војна, станува. Мислам, Украина, линија, Украина, непријатно чувство, да речеме, како доживување. Ма види, тој тип на однесување стварно создаде една магла околу тоа дали стварно ВМРО ДПМН велат проевропска партија, дел од консензусот европски. И види кој што сум јас бунет во однос на тие прашања, еве, ако му пајсите, кои има добри намери кон општеството и тие што треба да играат важни улоги во тоа општество, го Ескобар со отворено прашање да он бара практично од опозицијата да каже дали е прозападна, бидејќи до сега никој не ја прашал. Така, се знаеше дека ВМРО ДПМН е прозападна демохристијанска партија. Сега ова прашање, мислам дека Ескобар многу феноменално го формулираше, вели, ние не бараме од вас да го поддржите Ковачевски. Ние бараме од вас да ја поддржите практично западната ориентација. Да кажете дали сте за или не сте. Така, да. Не, сериозно, не, мислам тоа е стварно у даден момент, разбирам инфантилности во политика и се, и нели разни екскурзии, ама во даден момент, во критични моменти некој треба да си свесен да препознаеш, да го препознаеш моментумот на крај. Тоа стварно не е едноставно да речеш, чекај овде играта завршува, сега 5 минути сериозност. Ама тоа бара една друга свест, Борен, која мислам дека е базик, зашто тоа е инстинкт на откришата за сочувување на она што е нешто свето. Они велат, па што дека американците да прашаат тако нешто? Па што, не им одговара. Што ќе прави Ескобар? За мене е неважно ова прашање на американците. За мене е важно, да го додадов како да речеме политички зачин на приказката. Иначе, стварно стварно треба да расчистиме дали сме за ЕУ, не сме, на еден искрен начин. Таа карта ние мора да ја отвориме. Затоа што ова е мачење. Бидејќи као сакаме да не можеме друго, ама како ме нервираат, мораме да го најдеме балансот. Знаеш како, говорејќи за Ескобар, многу има занимљиво тоа интервјуто за Voice of America, ако не се лажам, тоа заедно сме го читале. Таму има една многу интересна, да кажем, друга една забелешка, дека со Блинкен Ковачевски подолго време во присуство на Ескобар, патем биде речено, нели, он седеше на масата, како и американската амбасадорка одека, дека прилично време се говорело за корупцијата во Македонија. Да, тоа ми изненади мене. Тој момент јас не можев да го видам до сега, барем од оние соопштенија што беа, види, тоа исто порака. Да, дека голем дел од времето... Што е таа формулација, Боре, не те прашам и јас долги години следам тоа. Што значи тоа во суштина? Во суштина тоа значи дека ќе се операционализираат црните листи. Дека има некаков план кој што таму е разговаран. Иначе декларативно е борба против корупција, таму морало да се разговара за механизми што се прави. А дали се разговарало за конкретни случаи? Конкретни имиња? Тоа би спекулирал. Мислам дека не е исклучено. Врз основа на овие формулации, затоа. Бидејќи Ковачевски прилично посетата се оцени како успешна, нели средбата секако и во официјалните соопштенија Ковачевски беше прилично upbeat, што викаат, онака со подигнат еден ентузијазам. Кај него тоа инаку се покажува дека тој прилично горе-долу му се тие емоции, знае да биде тотално разочарен, знае да биде тотално вака хистеричен на некои моменти. Слушам тоа и од луѓе низ владата, низ ходници на владата, поседниците на некојаш ќе си одеа потоа во собранието на 1-2 инциденти во таа смисла. Некојаш истапува со па би останал уште 11 години, тие фори. Сакам да кажам, оптимистички вака настроен после тие разговори во Америка,
да се навратам, ако таму се разговарало подолго време за корупцијата, и ако ја и ти се согласуваме дека кога се разговара подолго време за за што било, веројатно има и суштинска некаква Не, расправа. па затоа го кажува Ескобар, таа временска одредница ја дава. Инаку ќе кажеше разговара за корупција, добро, разговара за корупција, нели така иде. Но кога ќе додадеш одредот, ти ја додаваш има таа квалитативно менува изразот. Морам да ти кажам дека сите ние овдека имаме еден став, добро, ние со децении веќе ги следиме американците, јас имаше години кога бев и многу подиректно, кога беа овдека војни, кога беа кризи, ни сега од регион, некако, како да кажам, се плашам да не се преголеми очекувањата на наша страна. Оти на крајот од краиштата задачите се домашни. На крајот на краиштата некој како да, ако мисли дека овдека некој со падобрани ќе слетува и ќе паркира некаква бригада која што ќе решава проблеми, то нема да се случи. Нема, тоа е добро, тоа е добро, видите, тоа е една кафанска вака варијанта, обсервација на ова. Нема ништо ако тука не се пресечат некои работи. Внатре од нас, ние самите, тука нема. Ова се инструменти, надворешни катализатори, да ги речеме, евентуално, хемискиот процес. Тоа е, инаку тоа мора кај нас да се одвие, тоа мора низ нас да помине. Ако ми дозволиш да опишам еден компликуван процес, како што е да речеме ова што сега се случуваше во Судскиот совет. Еден виден албански политичар од Туи, неодамна еден мој пријател, западен дипломат, му објаснил со следниот збори. Што се буните? Се разбира дека делата на Мјалков мораа да застарат, бидејќи Мјалков беше клучниот кога се бараа гласовите за влегување во НАТО. Сакам да кажам, истата таа западна заедница потоа со громогласни аплаузи нега ја прослави, ја поздрави промената на уставот со Преспанскиот договор за да влеземе во НАТО, а сега кога се завршува операцијата во смисла на еден долг кој треба му се плати некому, сега одеднаш е тоа нефункционално судство и така натаму. Сакам да кажам, целиот процес е толку валкан и ние, ја не кажувам никаква тајна овдека, ова сите го знаат, цела чаршија тоа го зборува и така натаму. И сега се прашувам каде се тука всушност, оти повторно доаѓаме до таков момент. Сега недостасуваат 80 гласови за оваа промена на уставот. Ако некој мисли дека е тоа чиста операција, ако некој мисли дека е возможно да се повторат некакви претходни искуства, воопшто не сум сигурен дали е тоа можно. А реперкусиите на еден и на друг начин ќе трајат потоа со години. Оти во меѓувреме пак се осамостои судството, се осамостои судската власт, власта веќе не може да интервенира во неа на официјален начин, значи да покрене нешто, смена, процес, едно, друго, трето. И сега има луѓе кои што дигаат раменици. Што треба да правиме? Што треба да прави министер за правда во оваа смисла? Освен да даде 3 жестоки изјави. Сашо, види, има, на пример, јас стално повторувам таа приказка, дури си сакам еднаш на репортажа да направам за тоа. Во Чешка, обидот да се, и тоа се случува некаде во раните 2000-ти години, обидот да се инсталира политички главен уредник во јавниот сервис, вади 100.000 луѓе во Прага, на улица. И тука политиката застанува, Сашо. Ама како да ти кажам, ова во Судскиот совет што се случува, тоа е таква една навреда за сите. Чека оваа метафора да продолжиме околу ова. Што е резултатот ова што го говориш? Овој сегашниот директор што е на Македонска радиотелевизија, кој никој жив не го зна, ја не знам, човекот не го познавам едноставно, и не знам како се вика, е во историјата на МРТВ, откако е основана најдолгогодишниот директор, валда е 12 години на таа функција. И сега, тоа истото се однесува за Агенцијата за радиодифузија. Тоа истото се однесува за Советот на МРТВ. И сега, ние се подсмеваме со оваа власт, неспособни, види ги, ништо не може да променат и така натаму. Ако го променат 100.000 луѓе на улица, мислам, разбираш, истото тоа со Судскиот совет. Ако сега они интервенираат и да речеме нешто, што треба да биде реперот? Затоа што види, де факто ставија премногу луѓе од минатиот режим да се комотни на сите своји функции, да ги обструираат како ќе стигнат, се разбира, да не спроведуваат реформи, цехот ќе си го платат они на избори. Ја веќе не знам дали кога зборуваме за Судскиот совет, дали воопшто таму и некој може некого да контролира повеќе.
затоа што тоа е таму е толку измешано. Јас мислам дека и они се одметнати до едно ниво. Тоа евентуално може поедин олигарх. Ја мислам дека они имаат повеќе влијание. Тоа што таму е се прашање на кеш. Тврди линии на Тоа е влијание. прашање на кеш, тоа не тоа веќе нема врска дека што ќе му направи нему што ќе му даде политичар, која кариера. Он е член на судски совет. Да речеме. Да, например. Да. И сега што? Да. Треба, мислам, како да ти кажа, законот го брани во секоја смисла и тоа е, но уместо таа енергија да ја вложи во раздавање на правда, затоа што му е тоа местото и тоа да го задоволи, не, он иде во раздавање на интегритетот на ова и тоа го и кешира. И кај нас е тоа е на логиката. Сите, па зашто не искешираш ова, зашто не искешираш, што да искешираш? Све да искешираш. Кога ги Мислам, гледаш, тоа е хазард, истражувањата на јавното мислење, последните овдека сериозни се правени пред повеќе години, не мислам за ова кој ќе победи на наредни избори, кој колку рейтинг има и така натаму. Ставот на мнозинството граѓани во Македонија, барем последните што ја ги имам консултирано јавни истражувања, е дали ако си министр треба да крадеш, апсолутно мнозинството вели, па ти си будала? Да, нормално е тоа. Нормално е тоа, нормално. будала, министр значи ти ненормален си. Сакам да кажам, значи е веќе менталитетски, културолошки, односно вредносен проблем. Па се врата пак на пресни. Културолошки е проблемот, зашо? Не е веќе политички, ги надминува границите на политиката. Потоа се ќе завршиме. Знаеш како, мора да завршиме бидејќи од една страна сите теми некако ни се поврзуваат. Ќе тргнеме од Ердоган, завршуваме до Бехтелиенка. Па ви мислам дека цело време на истата линија бевме горе-долу. Да. Тоа е она клатно кое што цело време некако се клати, ама изгледа дека тоа клатно се клати во се повеќе држави, Боре. Не е веќе само Балканот, ова со Русија, ова ужасна интервенција на Путин и така натаму, која никако да заврши и кој знае уште колку ќе трае, ги поремети, како да кажем, и нормалните погледи во политиката, во нормални општества, во демократии со долги истории, се е тоа веќе ставено на стаклени нозе. 2-3 години пандемија, економски кризи, финансиски кризи и така натаму и сега тоа се веќе е доведено под прашање. И еден дефетизам огромен, ама тоа ми се зборува за дефетизмот и кај нас особено. Мораме да ти кажем дека во следно издание, само да го завршиме малку онака сега, да не биде птен да потопиме сите ладји. Голема е дебатата што се води и во теориски, и во политички кругови, дали е можна демократија без оптимизам. Бидејќи демократијата како модел на владење се потпира врз вербата на луѓето дека нивните деца ќе живеат подобро. Токму за тоа сакам да зборувам. Апсолутно, таа енергија, еве ќе имав еден гостин во емисија, го зборувавме за проблемиве со деца во врстничко насилство и имаше многу поенти на оваа тема. За другото издание. Добро, јас сум Сашо Ордановски, ја завршивме и оваа епизода на Политиканти.мк. Поздрав!